Почитувана колешки Пратенички, во врска со вашиот одговор, сакам да ви реплицирам со тоа што статистичките податоци на кои вие се повикувате го покажуваат спротивното. Додеме поред. Република Македонија со негативна стапка на раст од минус 4,5% во 2020 година беше земја со најлош економски резултат споредбено со земјите од регионот. За илустрација, Србија заврши со рецесија од само минус 1%, додека Албанија со минус 3,3%. Се поставува прашањето дали во овие земји немаше коронавирус, дали во овие земји немаше ковид пандемија. Не, и таму имаше коронавирус, но таму имаше одговорни влади кои што работеа, се грижеа за стопанството, за економијата, за граѓаните. За разлика од тие земји, кај нас во Македонија имавме влада која што од State Departmentот е прогласена за најкорумпирана влада во регионот. Република Македонија исто така со негативна стапка од 1,9% е земја со најлош резултат во првиот квартал од 2021 година. Република Македонија има најмал прилив на странски директни инвестиции во 2020 година споредбено со целиот регион. Приливот на странски директни инвестиции во 2020 година изнесува скромни 274 милиони евра, наспроти Србија во која што истата година има прилив на странски директни инвестиции од 3,4 милиарди евра. Албанија од 1,1 милиарда евра, Црна Гора од 529 милиони евра и така натаму. Република Македонија има најголем раст на јавниот долг. 50 до 55.000 лица се невработени, односно останаа без работа од почетокот на кризата. 6200 компании, економски оператори ставија клуч на вратата. Кога зборуваме за инфлацијата, во мај 2021 година стапката на инфлација изнесува 3%, придвижена од порастот на цените на струјата, храната, но и на транспортот. И сега кога нас гора на тоа ќе го ставиме, ќе го додадеме и новото зголемување на нафтата од 4,15 денари, мора да констатираме дека порастот на цените на горивата дополнително ќе придонесе за раст на цените, а можеби, што е пострашно, и отварање на инфлаторна спирала, кој што лично јас не би сакал да се случи. Но, на крајот, колешке, поважно од ова кој што вие го зборувате со бројки и јас кој што ви ги реплицирам со факти и со статистички податоци, односно со бројки, поважно е дали граѓаните живеат подобро, дали економијата и стопанството работи подобро. Мораме да знаеме и да признаеме дека на реалниот сектор му е потребна сигурност, стабилност и поддршка. Благодарам. Благодарам. Контрреплика Пратеничката Ангелова Марија.